Благодарам, почитуван декан на Филозофскиот факултет, почитувана председателка на комората, директори на Бирото за јавна безбедност, почитувани продекани, професори, студенти, дами и господа, почитувани представници од секторот за приватно обезбедување, почитувани представници на медиумите. Дозволете ми на почетокот на ова моје обраќање да го искажам своето задоволство што имам можност денеска овде на Универзитетот Свети Кирил и Методи, практично во најстарата образовна институција во земјата, Филозофскиот факултет, која што представува темел на македонската наука и на образовната мисла, да учествувам на ова денешна исклучително значајна, научно и општествено провокативна дебата, која што е во организација на Институтот за безбедност, одбрана и мир, а е посветена на јавната и приватната безбедност, односно координацијата и соработката до заедничката превенција на безбедносните ризици и закани. На овој настан дополнително му дава тежина и фактот што дебатата е фундирана на уште еден нов научно-истражувачки исчекор, тоа е книгата Јавната и приватна безбедност, координација и соработка од авторите професор Бакревски, професор Ѓуровски, магистар Барџиева. Академски труд во чие што креирање, според авторите на ова студија, голема важност има и ангажманот на нашето министерство, односно на мојот почитуван колега и соработник магистар Сашо Тасевски, особено при спроведување на истражувањето во Министерството за внатрешни работи. Јавната безбедност представува дел од безбедноста, односно оној најконкретен облик на безбедноста насочен кон заедницата и кон незините граѓани, при тоа во потполност која што е регулирана со позитивното право на државата, така што граѓаните имаат увид, но и влијание на работата на субјектите на јавната безбедност, а тоа е примарно пред се полицијата. Од друга страна пак безбедноста генерално сватена како широк општествен поим, инволвиран во сите сфери од денешното живење, со својата неспорна динамичност нуди, поставува предизвици и разбирливо тоа ја истакнува потребата на општествата, на нивните институции, на континуираното барање на одговори, прилагодби, надградби на постоечките концепти, системи, програми, но и развива нови перспективи во реализација на безбедносните потреби на функционалноста. И тоа е вклучително и во доменот и областата на јавната и на приватната безбедност. Неспорно е дека простор за кооперативност, но пред се и за унапредување на така една мотивирана соработка и активности и кај Министерството за внатрешни работи, и кај Комората за приватно обезбедување, но и кај академската заедница од областа на безбедноста, постои и за тоа сведочи и овој денешен настан, дебата и промоција на овој значаен труд јавната и приватната безбедност, координација и соработка. Во тој смисол, особено импонира тежнението на оваа научна студија да најде и аргументира одговори за можностите дел од работите од јавната безбедност на известен начин, во известна мерка, да се делегираат и на други субјекти во државата, а тоа е приватното обезбедување. Следствено на тоа да се утврди фактичката и реалната поврзаност на полицијата и приватната безбедност, како и потребата за соработка и координација на нивното функционирање преку издвојување на самите функции на овие два сегменти. Независно што полицијата и приватната безбедност се засебни субјективитети од целокупниот безбедносен систем на едно општество. Меѓутоа, работата и на едната и на другата институција не завршува на едно место и не продолжува работата на другата институција од тука натаму. Тие се испреплетени и целосно треба да бидат посветени пред се на заедничката цела, тоа е одржувањето на јавната безбедност. На ова моје обраќање сакам да истакнам дека МВР, препознавајќи ја неспорната потреба од соработка помеѓу полицијата и приватното обезбедување, како дејност која што
технички, организационно, стручно, професионално, направи драстични позитивни надградби во изминатиот период, би рекол во измината деценија. И затоа ние уште во 2018 година тој факт и содржински го реализиравме преку потпишувањето на меморандумот за соработка помеѓу Министерството за внатрешни работи и Комората на Република Северна Македонија за приватно обезбедување. И тоа беше со цел да ја продлабочиме таа наша меѓусебна соработка, но и координацијата за заедничкото надополнување во организирањето и спроведувањето на превентивните мерки и програми пред се во интерес на зголемувањето на безбедносните стандарди и на практики. Во овој поглед и студијата, потпирајќи се на исцрпно научно-истражувачко исследување и согледување, ги нотира општите трендови во доменот на координацијата и соработката помеѓу полицијата и приватната безбедност, како што се однесуваат на зголемувањето на бројот и опсегот на партнерските активности, динамизирање на размената на информации, поголем степен на обезбедување на приватни безбедносни услуги за традиционалните функции на спроведувањето на законот, пораст на искористувањето на ресурсите и институциализацијата на ова партнерство. Особено вредно за размислување е констатацијата што произлегува од систематичното научно истражување кое што, тргнувајќи од компарацијата на јавната и на приватната безбедност, како и експликацијата на природата на соработката помеѓу овие два сектори, изразена преку актуелните јавни приватни партнерства, покажува дека постои простор за сближување на овие два сегменти и дека е јасна потребата за нивна кохабитација за остварување на заедничките цели. При што се наметнува еден логичен заклучок дека полицијата и приватното обезбедување се на известен начин предодредени заеднички да соработуваат поради комплементарноста на дел од задачите кои што ги имаат и двете институции. Односно, нивните интереси се надополнуваат, како што кажав и предходно, дотолку повеќе што имаат заеднички цели во заштита и безбедноста, а тоа го тенкира целото општество во целина. Практично овој труд јасно сугерира дека услугите на државниот и на приватниот сектор може да се комбинираат се со цел да се намали криминалот, а да се зголеми безбедноста. И тоа е основно барање на граѓаните и на државата. Конечно, примерите за состојбите за време на пандемијата од COVID-19 дополнително ја аргументираат потребата од еден активен ангажман, соработка и пред се превенција, но и координација на сите безбедносни чинители како императив сам по себе, особено во поглед на квалитетен прв одговор и поставување на силите врз основа на претходни искуства кои што ги имаме од слични или можеби исти сценарии. Во таквиот наратив овој академски труд доаѓа до самата срж на безбедносната кооперативност која што е фокусирана на јасна представа и подготвеноста на капацитетите на навременоста во координирањето и пред се во делувањето, односно ефикасност и успешност што се постигнува со способноста на сите непосредни извршители соодветно да реагираат и превенираат одредени облици на загрозување, обиди за загрозување, како и преземање на мерки за отстранување на последиците и евентуално на едно реактивно действување. Но и за релевантноста што го одразува степенот на веројатноста дека системот, односно неговите елементи остваруваат улогата што им е намената и се разбира пред се на взаемната доверба што подразбира дека во секој случај на размена на информациите помеѓу сегментите на безбедноста нема да се овозможи информациите што се од интерес да бидат на било каков начин злоупотребени. На крајот, дозволете ми, посакувајќи ви успешна и плодна дебата, да потенцирам дека според севкупните истражувачки резултати, заедно со теориските сегменти и дадените препораки, имаме едно исклучително важно академско четиво, подеднакво релевантно, како и за студентите, така и за луѓето од праксата, од јавната и приватната безбедност, со оглед на тоа што во трудот е дадена една објективизирана слика на односите кои секогаш може да се
унапредуваат и тука ќе ги согледаме сите и овие кои што се добри страни и негативните страни во досегашната заемна соработка и на основа на тоа да градиме нови погледи, нови мерки и да преземеме иницијативи овој дел да го подобриме и секако на крајот да оствариме таа визија дека заеднички ќе допринесуваме кон јавната безбедност и на крајот од краиштата да успееме да ја подигнеме јавната свест дека безбедноста не е еден човек или една институција. Безбедноста сме сите ние. Благодарам.